Погребот на првиот човек на гран продукција Саша Поповиќ, кој почина завчера, ќе биде извршен в четврток на 6 март во Белград. Според пишувањата на српските медиуми, Саша Поповиќ не сакал да биде погребан во алејата на заслужните граѓани. Саша не сакаше да биде погребан во алејата на заслужни граѓани. Го зедоа семејниот гроб. Сакаше Сузана еден ден да биде покрај него, а неговото семејство ги почитуваше неговите желби. Погребот ќе биде в четврток на бежаниските гробишта, изјави извор близок до семејството. Семејството цело време беше со Саша во текот на неколкумесечното лекување и беше негова најголема поддршка во борбата за опоравување. Тој кратко време боледуваше од канцер на желудник, а за дијагнозата дознал сосема случајно откако ја скршил ногата. Поповиќ со месеци се лекуваше на релација Белград-Париз, а последен пат се појави во јавноста во октомври 2024 година. Контроверзната и атрактивна српска пејачка Јелена Карлеуша остана и без својот профил на TikTok. Тоа се случи неколку недели откако нејзиниот профил на Instagram беше затворен. Инстаграмот на Карлеуша беше затворен по бројните пријави поради говор на омраза. Како што објави Еко Гуарда, од вчера беше затворена и нејзината сметка на TikTok. Оваа вест одекна на мрежата X, каде потоа се редеа различни коментари. Нејзиниот телефон се уште не е исклучен, е еден од коментарите. Карлеуша сега има профил на Facebook и X, но пејачката не е голем љубител на овие мрежи. Најавувајќи го својот настап во еден клуб, пејачката изрази незадоволство поради тоа што нејзините објави не допираат до голем број луѓе на оваа мрежа. Инаку, ќе се видиме во сабота во Цирих. Мислам, ако некој види рекламата на овој смрдлив X, рекла таа неодамна, пренесува Авас. Францускиот амбасадор господин Кристоф Ле Риголер на 27 февруари во неговата резиденција во Скопје имаше пријатна должност за прв пат во својата дипломатска кариера да додели престижно одликување од областа на уметноста, витез на уметностите и книжевноста на Франција. Добитничка на одликувањето е македонската балетска уметница, кореографка и професорка Рисима Рисимкин. Одликувањето го доделува Француското министерство за култура, а изборот на Рисима Рисимкин е базиран на многогодишната поврзаност и соработка со француски уметници и институции. Рисимкин е една од водечките кореографки во земјава, декан на Филмската академија и професорка на катедрата за современ танц при Универзитетот Гоце Делчев. Основач на културниот центар Интерарт на Скопје танцовиот театар, а 20 години беше уметнички директор на Танцфест Скопје. Американската академија за филмски уметности и науки утрово ги додели Оскарите на свеченоста што се одржа во Долби театарот во Лос Анџелес. Филмот Анора триумфираше со 5 освоени од вкупно 6 номинации. Емисијата ја водеше Конан О'Брајен. На годинашното 97-то делување Оскари, независниот филм Анора ги доби признанијата за најдобар филм, женска главна улога Мајки Медисон, монтажа, како и наградите за најдобра режија и оригинално сценарио кој што му припадна на Шон Бейкер. Најдобри споредни глумица и глумец соодветно се Зои Салдања за филмот Емилија Перес и Киеран Калкин Вистинска болка. Статуетката за главна машка улога отиде кај Адриан Броди за остварувањето Бруталист, кое што ја има и најдобрата кинематографија. Злобница ја има најдобрата костимографија, Субстанција најдобра шминка, а Дина 2 најдобри звучни и визуелни ефекти. Најдобро адаптирано сценарио има филмот Конклава. Оскарот за најдобар филм од неанглиско говорно подречје го доби Се уште сум тука, продуциран во Бразил и Франција.